Традиционални јадења од македонската, албанската и турската кујна денес ги зближи учениците од различни националности во основното училиште Братство Миđeni во Тетово. Организираниот сајам на храна всушност представуваше завршна активност од проектот Мултиетничка интеграција во основното образование по предметот Граѓанско образование за 8 оделение 9-летка. Во рамките на проектот се вклучени и родителите на учениците албанци и македонци, заедно со нивна помош требаше да изработат македонски и албански јадења кои што се карактеристични за нашето поднебје овде. А сега ова ни е завршна активност како заеднички мултикултурен саем на храна. Собраните пари ќе бидат искористени за во училиште, за нагледни средства, наставни помагала, тоа што е потребно за учениците овде. И каква порака може да се извлече од овој настан? Од овој настан можеме да извлечеме порака дека иако сме понешто различни, по повеќе работи сме слични едни со други и сигурно средината во која што живееме овде не тера и не учи понатаму заеднички да работиме, да учениците да играат, да се работуваат и да бидат се почести дружењата меѓу македонци, албанци и турци. Инаку досега имавме неколку мултикултурни работилници каде што работеа ученици македонци и албанци. Работевме на меѓусебно запознавање, зближување, надминување на стереотипите и предрасудите, културно запознавање, поблиску запознавање на обичаите при раѓање деца, при свадби и венчавки. Учениците задоволни што денес имаа поинаква можност да доручкаат со нивните другарчиња во училиштето од јадењата кои ги подготвиле нивните родители. Продаваме храна за приход на училиштето. Солени работи како на пример соленки, чевреци и друго. Која цена се продаваат? Па од 5 денари до 30. Мене најмногу ми се допадна кровните, плагите, солените јадења и друго. Имаше и повкусни и поубави јадења, благо, солено и друго. Нашата паралелка, 8-9-летка, спреми јадења, со што ќе ги продаваме во нашето училиште и поширок. Нашите родители се спремија и сега... Ни кажеш што се продавате, што вашите родители ви имаа направено за денес? Продаваме и солено и благо, повеќе има солено, најмногу за доручек продаваме. Има кифлици најмногу, има пици, мекици. Сите ќе ми прегадите рушти. Денеска, како што можете да гледате денеска, го организиравме сајмот за храна, што оди во рамките на проектот за јакнување на мултиетничката соработка во општините и децата носеле храна, секаква храна од дома и сакале да кажува дека храната на некој начин не зближува. Па денес на овој настан присуствува ученици од албанска и македонска паралелка, продава храна, саемот на храна тука во училиштето Братство Миđeni. Ние присуствувавме на настанот и бевме и пробавме најразлична храна, значи од благо до солено. Сето тоа беше превкусно. Имаше и некоја храна што до сега не сме имале можност да ја поготвиме, така секоја чест на учениците кои ја приготвиле настан. Тимот за меѓуетничка интеграција во образованието и јакнење на мултикултурната соработка на општините изготви видеозапис за сите реализирани активности во ова училиште во рамки на двата проекта. Ова ќе биде презентирано пред представници од УСАИД од Скопје, пред представници од Бирото и општина Тетово, како поддржувачи и носители на двата проекта. Сега до сегашни активности кои што се ги имале, што се содржи филмот? Видеоматеријалот содржи активности од сите активности кои што наставниците од 1 до 8-9-летка ги организирале заедно со во заедничките активности. Секако дека ние имаме вклучено и партнер училиште. Партнер училиште ни е Стив Наумов од Битола и со него и со тоа училиште се спроведуваат активности. Во четврток е нашата завршна активност со кој што ќе ја заокружиме ова учебна 2012-2013 година, точно со партнерското училиште во кое што ќе воспоставиме, ќе имаме една заедничка приредба преку Skype врска
со учениците од училиштето Стив Наумов Битола и нашите ученици во мешан етнички состав. Во рамки на проектот мултиетнички работилници беа организирани во текот на целата учебна година.